Социјалните мрежи станаа неизбежен дел од нашите животи. Реалноста која колку и да ни ја олеснува комуникацијата, ни помага да останеме во контакт со пријателите и семејството и да споделуваме информации, има и темна страна. А тоа е баш таа лажна реалност која секојдневно ја прикажуваме, вели психологот Сања Ставров. Па ние сите стануваме и не се кажуваме добро утро, току го фаќаме телефонот и гледаме што се случува на социјалните мрежи. Преплавени се од сега во лето, конкретно ќе зборувам од дестинации прекрасни, па сите одат Дубај, Шејсели, Куба, острови. Прекрасна храна. Па да, па прво не ја јадеме храната, па ја сликаме, па ефекти додаваме, па колку може поекзотична да изгледа. Па ако сме малку покрупнички, наоѓаме агол како да се сликаме, тоа перфектно да изгледа. Ние користиме филтри. Практично јас мислам дека можам да се разминам со некои личности кои што ги гледам на Facebook и во реалноста не се такви. Значи има константна потреба да задоволиме некој тренд кој што е наметнат и е многу вештачки. Социјалните мрежи продаваат. Продаваат магла. Ако треба да се изразам стварно брутално, продаваат магла. За жал, младите се и како многу трпат мониторинг. Значи, они не се генерациите како ние. Да израснеме првото нешто, јас моето големо искуство како училишен психолог ми дава за право да кажам дека денес родителите не комуницираат на начинот како што комуницирале нашите родители. И сега некој ќе каже, ама времето не е исто. Океј, се сложувам, не е исто времето. Зависноста од социјалните мрежи го одвлекува вниманието и го отежнува процесот на младите да се концентрираат на секојдневните активности, што често резултира со одложени обврски и намалена продуктивност, проследено и со незадоволство од изгубеното време, додава Ставров. Векот во кој што живееме апсолутно ни дава толку големи можности, а толку е тоа злоупотребано. Значи, апсолутно не е искористена можноста дека ние, ако пред едно најмалце 10 години имавме проблем да си ги видиме блиските во диаспората или преку океанот, сега тоа може да се случи во минутата во која што сакаме. Да учествуваме сите во некои семејни, иако е виртуелно. Нормално е да бидеш во тек со секојдневието и ако виртуелноста прави да мене срцето ми трепери здраво и јас да го видам некоја па се видовме, ама и тоа видување порано го немаше. Значи ние имаме допинг на среќа, на буквално лачење на допамин кој што треба да не прави задоволно. Ние сме толку несреќни, толку разочарани, со толку тригери дека не сме окей. Па како може ове се знаеме, сите се знаеме. Сметате ли дека за тоа придонесуваат доволно и брендовите преку инфлуенсерите кои се обидуваат да ги продаваат своите производи на начин на кој што досега ни беше непознат, барем за нас? Сега новите генерации секојдневно растат со инфлуенсери кои им нудат начин на живот кој прикажуваат дека тие го живеат. Па еве, ако сакате да бидете како мене, живејте вака. Апсолутно. Значи, инфлуенсерите си го добија своето име по тоа што тие ви влијаат врз размислувањето. Ги има меѓу нив многу луѓе кои што здраворазумски придуваат и да, јас тоа го ве советувам така да направите, но еве јас сум здрава, права, нормална особа која што може да има една недела од пауза и просто да немам мотивација или волја сега нешто да правам. Па, окей, ајде ќе го тргнеме она виртуелно инфлуенсерство. Кога растевме, нашите генерации, имавме инфлуенсери, фудбалерите беа инфлуенсери. Зависноста од социјалните мрежи кај младите по одреден период преминува во анксиозност. Секој сака да биде како некој од инфлуенсерите што ги следи, вели психологот Сања Ставров.